Драги ученици, добар ден и добре дојдовте во видео лекцијата по македонски јазик. Преку оваа презентација ќе ја разработиме наставната содржина за придавки. Овој видеозапис е наменет за ученици од трето одделение. Наставна содржина придавки. Обработка. Денес ќе научиме како можеме реченицата да ја збогатиме со други зборови, правилно да ги употребуваме придавките како зборови кои стојат веднаш до именките и ги појаснуваат, и како ќе ги разликуваме придавките од другите зборови во реченицата. За овој час ќе ни биде потребно лист бела хартија и молив. Секој суштество, секој предмет или појава има своји особини. Сега ќе погледнеме неколку примери и убаво ќе ги објасниме. На овој слайд имаме представено круша. Зборот круша е именка која можеме да ја опишеме со повеќе зборови, како на пример жолта, зелена, сочна, блага и вкусна. Зборовите кои ни ја опишуваат крушата ги нарекуваме придавки. На следниот слайд имаме представено цреши. Зборот цреши представува именка која можеме да опишеме со следниве зборови. Црешите можат да бидат црвени, вкусни, благи, зрели. Зборовите со кои се опишуваат црешите ги нарекуваме придавки. На следниот слайд имаме представено јаготка. Ајде сега заедно да ја опишеме јаготката. Зборот јаготка представува именка која можеме да ја опишеме со следниве зборови. Црвена, мала, вкусна, зрела. Овие зборови со кои ја опишуваме јаготката ги нарекуваме придавки. На овој слайд имаме представено топка. Зборот топка представува именка. Топката можеме да ја опишеме со следниве зборови. Фудбалерска, кожна, црно-бела и голема. Зборовите кои ни ја опишуваат топката ги нарекуваме придавки. На овој слайд имаме представено јаболко. Зборот јаболко исто така представува именка која можеме да ја објасниме со додавање на следниве зборови. Јаболкото може да биде црвено, сочно, зелено, сладко. Зборовите кои ни го опишуваат јаболкото ги нарекуваме придавки. Зборовите кои искажуваат особини на суштествата и предметите, како на пример жолто, црвено, големо, мало, високо, ниско, се викаат придавки. Тие ги објаснуваат и појаснуваат именките и кажуваат какво е нештото, дали црвено, жолто, мало, големо, сочно, насмеано. Чие е нештото? Мамино, училишно, дедово, Марково. И од што е направено нештото? Дали е дрвено, волнено, стаклено, хартиено, кожно и друго. Драги ученици, ваша задача
ќе биде да земете еден лист бела хартија и молив и заедно да се обидеме да нацртаме еден голем цвет. Во средината на цветот да ја напишеме именката дете. Ајде сега на тој цвет да му нацртаме повеќе ливчиња и на тој начин да му дадеме особини на детето. Какво може да биде детето? Детето може да биде весело, паметно, мало, разиграно, вредно. Сега повторно ќе нацртате уште еден цвет и во средината на цветот запишете ја именката сладолед. Ајде сега да го опишеме сладоледот каков може да биде. Вкусен, чоколаден, овошен, сладок, ладен. На овој слайд имаме исто така представено еден празен цвет. Ваша задача е повторно да нацртате уште еден цвет, но овој пат во средината на цветот да ја запишеме именката сонце. Ајде сега да му дадеме особини на сонцето. Какво може да биде сонцето? Насмеано, утринско, топло, жолто. Драги ученици, вашиот следен предизвик е да составите реченица за секоја слика. Во тие реченици што ќе ги составиме, треба да ги определиме придавките, да ги заокружиме и да воочиме точно пред кој збор стојат придавките. Најпрво треба да се потсетиме на дефиницијата што ја учевме за реченица. Реченица е целосна мисла искажана или запишана со зборови. Треба да внимаваме зборовите во реченицата правилно да бидат подредени, за да реченицата има смисла. Погледнете ја убаво оваа слика. Ајде за оваа слика да составиме една реченица. Маја има прекрасно кученце. Во оваа реченица придавка е прекрасно. Пронајдете ја и заокружете ја со црвена боичка. На следниот слайд имаме представено јаболко. Ајде да составиме една реченица во која ќе го употребиме зборот јаболко. Мама ми даде црвено јаболко. Наша задача, значи во оваа реченица, е да ја пронајдеме придавката и да ја заокружиме со црвена боичка. Во оваа реченица придавка е зборот црвено. На овој слайд имаме слика од клон. Исто така, треба да составиме една реченица во која ќе го употребиме зборот клон. На роденденот имаше интересен клон. Придавка во оваа реченица е зборот интересен. Пронајдете го и заокружете го со црвена боичка. Одиме на следниот слайд. За оваа слика ќе ја составиме следнава реченица. Јана има мал чадор. Ајде сега заедно да ја пронајдеме придавката во оваа реченица. Придавка во оваа реченица е зборот мал. Пронајдете го и заокружете го со црвена боичка. И за оваа слика треба да составиме една реченица. На реката има дрвен мост. Придавка во оваа реченица е зборот дрвен. Пронајдете го и заокружете го со црвена боичка.
На овој слайд, исто така, ќе ја погледнеме сликата и ќе запишеме една реченица. Надвор дува силен ветер. Ајде да ја пронајдеме придавката во оваа реченица. Придавка во оваа реченица е зборот силен. Пронајдете го и заокружете го со црвена бојчка. Драги ученици, во следниот текст ќе треба убаво да го прочитаме и да ги пронајдеме придавките. Насловот на овој текст е Пролет. На ридот имаше мала бела куќичка. До неа водеше широк пат. Покрај патот растеше разиграно дрво. Од другата страна на патот е дедовата изорана нива. Зад неа е зелената ливада. На ливадата имаше свилени нежни цветови, шарени разлетани пеперутки и вредни пчелички. Наша задача, во овој текст ќе биде да ги пронајдеме сите придавки и да ги подвлечеме со црвена бојчка. Во првата реченица, на ридот имаше мала бела куќичка. Придавки во оваа реченица се мала, бела. Во втората реченица, до неа водеше широк пат. Придавка во оваа реченица е зборот широк. Следната реченица, покрај патот растеше разиграно дрво. Ајде да ја пронајдеме сега и придавката во оваа реченица. Во оваа реченица придавка е разиграно. Следната реченица, од другата страна на патот е дедовата изорана нива. Придавки во оваа реченица се дедовата, изорана. Следната реченица, зад неа е зелената ливада. Во оваа реченица придавката е зелената. На ливадата имаше свилени нежни цветови, шарени разлетани пеперутки и вредни пчелички. Ајде да ги пронајдеме сега и придавките во оваа реченица. Придавки во оваа реченица се следниве зборови: свилени, нежни, шарени, разлетани и вредни. Во овој текст ние ги пронајдовте сите придавки и можеме да заклучиме дека придавките се зборови кои го разубавуваат текстот. Драги ученици, ваша задача за дома ќе треба да ги напишете следниве реченици и да ги збогатите со придавки. Првата реченица. Мама прави торта. На празната линија ќе треба да ја напишете реченицата, но ќе треба да ја збогатите со придавки. Втората реченица. Пчеличката собира мед. Третата реченица. Девојчето се шета во паркот. Четврта реченица. Ленче си купи сладолед. И петтата реченица. Вчера гледав интересен филм. Драги ученици, ви благодарам на вниманието што ја следевте оваа видеолекција. Се надевам дека ви се допадна и го задржа вашето внимание.